кога се заортачиле лилјакот и капината. Лилјакот ноќе излегуват и ноќе се криет, како да е борчлија на евреите. Толку страф имат. Некоја си се сториле ортаци лилјакот и капината, та накупиле од сите чешити алишта се на вересие, за од која ќе ги продаат после да си платат. И натоариле на една ѓемија и тргнала ѓемијата да оид по море. Подила до некаде и од големите талази што беше се кренало морето ќе се удајала. За да се полесни ѓемијата, сврлиле се што имало внатре и така од трговците лилјако и капината му ја изврлија стоката в море. И така пас и рома си останаа. Што ти велаат, кога се вати сиромајот на танец, се скина тапанот. Бидејќи борчли останаа, думаа, мислија што да прават и што да работат. Ништо умот не му ватил. Ами капината се засади во еден ендек, за да не ја видат борчлиите, и лилјако се сторил како глуше со крилја, да се пикнал во едни пусти ѕидови, да се скрил. И ден денеска сиромав лилјак бело видело не можи да видит, од страв за пустиот борч што имал. А капината малку беше си го каснала страмот и беше излегла од ендекот надвор и ватила да запиња луѓето за да и гледа да не се нешто од тие што му се удаија в море. Дури и сега така запиња капинат луѓето за алиштата. Бре, пусти борч, што е лош.